тоа можеме да го носиме како готов производ вака. Ако е готов производ, се става грбни прска. Моментално исто третирани палети, каде што два активни пожари ќе се запалат, едната ќе се третира со грбна прска. Значи денеска сме на терен на демонстрација на еден од производите кои што се направени во рамките на грантовите што ги доделуваше државата преку Фондот за иновативност и технолошки развој. Станува збор за компанијата VT Production која што има добиено практично проект од 100.000 евра, толку е развојот на проектот, од кои 70.000 евра се грант од фондот, а 30.000 евра приближно нивни сопствени средства. Тие произведоа значи нов производ, иновативен, тоа е адитив кој што се става во вода за гасење на пожари. Денеска сме тука да видиме дека тој адитив навистина работи. Имавме една демонстрација со помош на пожарникарната служба и нормално сопственикот на компанијата, господинот Владимир Тасевски. Видовме дека да, навистина средството функционира, се локализира пожарот, а таму каде што имавме споредба на пожар кој што е третиран значи со ова средство и кој што не е третиран со средството, видовме дека кои се ефектите, средството е ефикасно, тоа што јас го знам и го видов, иако не сум стручњак за хемија, значи таков производ нема во регионов и би бил доста корисен, значи поготово еве гледаме колку се актуелни пожарите во овој момент. Средството се меша со водата со која што се третира пожарот, односно се гаси пожарот, во некои проценти од 12 до 15%. Тие ќе донираат значи на пожарникарните служби во нашата држава некои 15.000 литри веќе направена суспензија, значи направен раствор, за да видиме и на терен како тоа функционира. Јас се надевам дека бидејќи во рамките на средствата од фондот имаат средства за комерцијализација на овој производ, дека овој производ ќе биде комерцијален производ и дека ќе видиме дека оваа компанија во иднина продава практично, и тоа е целта на Фондот за иновативност, како да ги поддржи малите и средни компании да ги развијат своите производи и да ги комерцијализираат и да направат, нели, се разбира, еден економски потфат од таа дејност. Јас сум задоволен од ова што го гледаме, сакам само да кажам дека во првиот круг минатата година беа подпишани 133 договора за над 16 милиона евра. Сите тие се во фаза на имплементација, веќе 8,2 милиона евра се исплатени према компаниите. Ќе одиме почесто да видиме, да се увериме лично компаниите дали навистина солидно и соодветно ги потрошиле парите и да видиме навистина кои производи со тоа се направени. Веќе неколку посетивме, јас сум исклучително задоволен од ова што сега го видовме. Оваа година имаме исклучително голем интерес, над 500 апликации има, одредени се 10 милиона евра во буџетот на фондот, од кои 8 се на државата, а 2 се од Светска банка, значи се придружува кон оваа иницијатива, препознавајќи ја како добра, и со ребалансот на буџетот сега определивме дополнителни средства во Фондот за иновативност, гледајќи го интересот на компаниите. Јас ги охрабрувам и понатаму сите млади предприемачи, сите мали и средни компании да аплицираат со овакви проекти, се со цел да направиме колку што може поголем импакт во реалната економија, во реалниот сектор и да ги охрабриме луѓето да прават нови производи. Би сакал да напоменам дека иновативноста не предпоставува да измислите нешто епохално. Заради тоа што епохално нешто во Македонија не е измислено 100 години. Иновативноста предпоставува и да измислите нов производ кој што ќе го комерцијализирате или подобрите технолошки процес или намалите трошоци на процес. Значи сето тоа влегува во делот на иновативност и ние сакаме да го поддржиме, бидејќи тука гледаме дека со развојот на овие компании може да се направи сериозен импакт врз економијата во нашата држава.